Прилеп уште во првиот круг донесе одлука за градоначалник и Прилепска Пелгонија, така речи Гордана, донесе уште во 90% во првиот круг одлука за градоначалници и за совети на општините. Во нашето студио, како што најавивме, се доктор Борче Јовчевски, сега е градоначалник на Прилеп, и Дејан Чудановски, новиот претседател на Советот на општина Прилеп. Добро вечер, добре ни дојдовте. Честита победа. Благодарам. Ви посакуваме да имате успешна работа, да работите во интерес на граѓаните и верувам дека овие 4 години ќе информирате транспарентно, одговорно ќе се однесувате кон граѓаните, за да можеме да постигнеме подобри резултати за поубав Прилеп. Сигурно. И од мене едно добре ни дојдовте. Добро вечер, честитки од моја страна и јас пред да започнем вети само едно прашање. А потоа и препуштам да биде домајчинка во разговорот. Дали очекувавте се ваков резултат? Ако дозволите прво јас, од причини што сум председател на општинскиот комитет, нашите анализи кажува дека разликата уште во предизборието од она што го имавме како мерење, 6% на разлика. Меѓутоа, за цела среќа си го имавме доктор за кандидат и таа 6% разлика стана во нешто многу поголемо. Дури еве и за прилепски услови одамна сме немале ваква победа, сериозна победа со значаен број на гласови во предност, и тоа значи една дополнителна обврска дека таа доверба која што беше дадена од граѓаните треба сериозно да се оправда. А за тоа имаме 4 годишен мандат и верувам дека после 4 години кога ќе даваме отчет како градоначалник Борче и јас како председател на совет, ќе има што да се пофали. Господин Јовчевски, како вие оценувате вчерашната цела ситуација околу изборниот процес? Јас искрен да бидам, се извинувам за зарипнатиот глас, имавме повод синоќе да бидиме погласни славењето и после победата, која што за мене лично не е некоја сатисфакција како победа, него го прифатив како одлука на народот да ми даде мандат, во кој што мандат ќе ги представам и ќе ги извршам сите нивни барања и очекувања за кои што ги инволвиравме во програмите на нашата програма, во проектите на нашата програма, и со тоа што јас лично од гласот на народот, поточно правото да одлучат за кого би го дале својот глас, го препознав искрениот пристап во мојот досегашен професионален дел од животот и целосна провокација како доктор, од Македонија, да, ортопед. Голем број на луѓе ве познаваат и се обратиле за помош. Да, сигурно дека стекнале голема доверба кон мене, прочитале честност, искреност и веројатно тоа одлучи на вчерашниот ден да го дадат во масовен број својот глас, кој што глас мислам дека тие 6 или 7 милијади беа реална бројка која што ја очекував и така и се покажа. Единствено кој што се молев едноставно беше на самиот ден да нема инциденти, да биде фер и демократски. Успеа сите институции, поточно имавме и од ОПСЕ и надворешни наблюдувачи кои што би алармирале за секаква нерегуларност, така да до крајот на денот, до моментот на гласање, немаше некои посебни испади кои што би го нарушиле изборниот процес. Но мора да признаеме, тука би се вклучила и Гордана и Дејан, мора да признаеме дека постигнавме на висока, јас би рекла, да наречеме на висока демократија. Граѓаните навистина демократски, трпеливо, без оглед што за прв пат имавме и можност да се идентификуваме со отпечатоци на показалецот, беа трпеливи и навистина трпеливо излегоја за да си го дадат својот глас и една солидна излезеност. Споредбено, можеби со 2017 малку помал е процентот на излезеност во одредени периоди, но сметам дека во една демократска и фер изборна кампања или процес
Прилепчани навистина ја покажаа својата демократичност и потврдија дека не може никој да делува на нивната одлука, туку едноставно одлучуваат онака како што сметаат дека треба да донесат одлука за иден градоначалник и иден претседател на Совет. Јас ќе се надополнам на ова што го кажа ти. Значи, бев на повеќе избирачки места, она што можеше да се забележи од раните утрински часови беше бројна излезност. Имаше одредени проблеми со апаратите за идентификација. За мене беше интересно што луѓето трпеливо и културно се чека, иако требаше да се чека некаде пола час, некаде 1 час, во зависност од обидите колку пати треба апаратурата да проработи. На крајот се установи нели дека може и со замената на таа апаратура од претходните избори. Во секој случај никој не замина од гласачкото место, туку културно и достоинствено сите стоеа во редици и чекаја за да можат да гласаат, што е знак на демократија и пак ќе напоменам достоинство, затоа што сепак се работи за Македонија, се работи за гласот на доверба, она што го рековте господине Јовчевски, и се надевам дека така и ќе продолжи, затоа што ова е еден чекор напред во демократијата. Ако дозволите само еден Да. Нивото на политичка култура на нашите прилепчани е исклучително високо. И следиме дека последниве изборни циклуси имаме излезност на 60%, што е едно од највисоките во државата. И покрај тоа што сме имале ситуации кај што сме стигнували до 80% излезност. Меѓутоа, последниве години и така има многу фактори кои што влијаат, повеќето од граѓаните онај што останува процент што не излегле на гласање или се иселени од градов или живеат во други места низ државата. Значи, процентот е отприлика многу висок за она што значи жители на град Прилеп и гласачи и со ова може слободно да заклучиме дека прилепчани сериозно си ја практикува демократијата и како што рековте вие, како што спомнавте дека никој не може да застани пато да му ја спречи волјата на искрениот и честен прилепчанец и сите оние кои што беа спремни и беа во градов, мислам дека излегоа и си го дадоа својот глас на овие избори. Што е за поздравување и како град. Еве и од 40-тите години наваму, па еве и до денес сме во предност, односно сме пионери во сите работи и тоа низ овие современи демократски процеси секогаш го носиме предзнакот за промените. Ако се случа промени во Прилеп, превладува промените низ цела држава и е репер Прилеп за поместување на демократските процеси кои што се случува. Се надевам дека Прилеп ќе биде и репер или прв во сите сегменти, во здрава животна средина, во економија, во подобар животен стандард на граѓаните, во подобро платен тутун и така натаму. И јас предлагам, Николче, дали ќе може да ни ја пуштите првичната изјава од градоначалникот Јовчевски, синоќа на плоштад, дали ќе можеме да ја видиме таа изјава сега? Од денешната пресконференција? Не од денешната, од денешната пресконференција. Добро, тогаш и од претседател на Советот Дејан Продановски нека оди редоследно. Да чуеме што денеска изјавија кандидатот за градоначалник, односно сега градоначалник Борче Јовчевски и претседателот на Советот на општина Прилеп Дејан Продановски. Почитувани сограѓани, почитувани членови, симпатизери, ви благодарам. Ви благодарам што излеговте на избирачките места и го дадовте вашиот глас за мене како кандидат за градоначалник и за советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Сите заедно денеска запишавме нова страница во историјата на Прилеп. Покажавме дека знаеме и умееме демократски да размислуваме и да го избереме најдоброто за градот, за граѓаните. Ете вака, заедно можеме да придонесеме за развојот на Прилеп, за подобро утре во сите сфери во општественото живење, за нова иднина, за реализација на проекти, за економски, културен, спортски напредок на мојот, вашиот и наш Прилеп. Почитувани сограѓани, драги прилепчани, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, сакам да ви се заблагодарам за искажаната поддршка на вчерашниот ден. Како иден носител на Советот, ви ветувам дека Советот ќе работи во интерес на сите граѓани и дека ќе се почитуваат законските процеси и регулативи. Ветуваме дека ќе работиме во интерес на сите и дека Советот ќе биде храм на демократијата во Прилеп, отворен и добро пристапен за секој еден граѓанин. Ви благодарам уште еднаш за поддршката и очекувајте следни 4 години да освојуваме нови и нови победи за Прилеп.
Сега, нормално, јас еве ги повикувам и оние кои што сакаат да честитаат, може да не се вклучат на нашиот телефон 076 800 80 25 95. Така. Може да се вклучат во нашата програма, оние кои што сакаат да постават одредено прашање, значи интерактивна е програмата, интерактивна со нашите граѓани. Прашањето ми е, веќе имаме еден ден после изборите, како реагираа вашите опоненти? Имавме уште 4 кандидати за градоначалници, имавме 8 листи за председатели на совети, односно советнички листи. Се покажа ли и тука демократичноста на Прилепчани? Честитаја ли, изразија ли желба да соработуваат во иднина со оваа сега нова власт или можност за управување со локалната самоуправа? Јас лично можам да се пофалам дека во утринските часови телефонски добив честитање од повеќето политички опоненти, поточно политички против кандидати. Изразија честитање, но и потврдија дека победата е честно и демократски извојувана и нема никаква забелешка или коментар на сето тоа. Пошто разговорот беше краток, не разговаравме за војнина каква ќе биде нашата соработка на локално ниво и со кои работи можеме да најдеме заеднички став за продолжување на некаква соработка. Тоа можам да го кажам во овој прв постизборен ден. Така. Тодановски? Добро, јас како председател на Општинскиот комитет, еве му се заблагодарувам јавно на нашиот најголем политички противник, на Општинската организација на СДСМ и на председателот Милет Алекски, актуелен пратеник, за упатената честитка за победата на овие избори. Се надевам дека и во иднина ќе имаме вака фер, коректен и демократски однос ние како големи политички партии и мислам дека како граѓани, како сограѓани овде, дека сигурно и останува оној однос кој што сме го имали и сме го развиле досега и дека во иднина само може да се надгради, односно да се подобрува и да се развива тој однос. Јасно, треба ова да биде на борба на идеи, односно можност за докажување преку идеи, преку проекти и така да и преку дела, така да се стекнува довербата кај граѓаните и кај граѓанството. Но ќе ве прашам, бидејќи ги имате резултатите, како се одвиваше победата? Имавте ли голема разлика помеѓу ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Обнова на Македонија и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со кандидатот за градоначалник Горан Сугарески? Во континуитет, значи како што ни стигнува резултатите во нашиот аналитички центар, веќе беше најавена, уште со пристигнување на првиот резултат беше најавена победата која што ќе имаме на овие избори и така се движеше со некоја динамика и сериозна е предноста. Привршуваме со на конечни 100% обработка на нашите податоци. Денеска завршуваме затоа што имаме некои пооддалечени избирачки места за кои што не добивме таа карбонизирана копија од записникот од избирачкиот одбор. На оној процент синоќа што завршивме со повеќе од 80 обработени проценти од резултатите од изборите, имаме сериозна предност, посебно поголема беше во борбата и трката за градоначалничкото место. Нашиот кандидат водеше во еден период дури со повеќе од 7000 гласа, мислам дека така и се задржа разликата. На советничката листа заради конкуренцијата еве на некој начин, повеќе листи, помала беше разликата, негде околу 4000 гласови, што е сосема солидна разлика за една ваква излезност. Повеќе од 40.000 граѓани излегоа на избори, го дадоа својот глас и нови избори забележливо што бројот на неважечки ливчина опадна во споредба со парламентарните. Ако на парламентарните имавме скоро 1800, сега сме на 1400 неважечки ливчиња, што значи дека граѓаните веќе имале формирана волја, односно знаеле за кого ќе го дадат својот глас. И како ќе изгледа Советот на општина Прилеп сега? По информациите што ги добивме од Општинската изборна комисија, согласно нивниот записник, првичен, без вклучени забелешки, а и колку што знам нема забелешки по однос на изборниот процес, распореда на силите во
следниот 4-годишен мандат во Советот би бил следен. 15 советнички места за ВМРО ДПМН, 10 советнички места за СДСМ и 2 советнички места за Левица. Ние како медиум искрено ќе се залагаме да ја потенцираме улогата на Советот, бидејќи, еве да кажеме и пред нашите слушатели и посетители, секогаш беше таа улога како во наводници ќе речам како незначителна. Градоначалничката функција беше функција важна и така натаму, но Советот е еден важен инструмент или важна институција во локалната самоуправа, каде што се донесуваат одлуките и каде што градоначалникот треба да ги разгледува и да потпише дали тие одлуки ќе бидат релевантни или не. Значи е важна советничката улога и се надевам дека советниците ќе работат одговорно пред граѓаните, ќе ги слушаат проблемите на граѓаните, ќе делуваат во Советот и ќе имаат можност граѓаните преку нив да се ги изразат своите барања. Така да ние ќе ве следиме, се надевам дека и транспарентно ќе ни давате информации за да ја информираме јавноста. И сами рековте, завршивме со изборниот процес, сега не чека на работа господине Јовчевски. Што е прво вака кога треба и официјално да се направи примопредавањето, еве да речам, на функцијата градоначалник, вие преземате од вашиот колега господинот Илија Јовановски, кој што и по вокација исто така е ортопед, така да и колега со политиката, односно со градоначалничката функција. Колку што имам информација, тоа е веројатно ќе се случи во овие 10 дена. Со превземање на функцијата на градоначалник, прво што ќе се соочиме се со нови предизвици, кои што за мене, признавам, се навистина нови, но со мојот тим од првиот ден би ги распоредиле по критериум кои што се приоритетни за градот за решавање, значи во воспоставување на новите програми, проекти поточно, кои што може да го искористиме во овој временски дел есен-зима. Значи, ние не можеме да се зафатиме со нешто кое што временските околности не го дозволуваат. Значи, нешто кое што подготвени, е тековно и може веднаш да се изведува, посебно во првите 100 дена и да може видливо да го забележат нашите граѓани, ефектот од нашето залагање. А исто така и нешто кое што треба да одекне позитивно, тоа е што ќе ги прифатиме сите манифестации кои што календарски почнуваат уште од ноември, значи прв празник, прва манифестација е 3 ноемвриската, која што ќе остане како традиција во на ослободувањето на Прилеп и верувам дека веќе вие треба одма 3 ноември да видите човекот кој што ќе ги додели наградите. Кои што навистина ќе го представуваат, почесно место ќе завземат сите оние кои што оставиле голем впечаток во организирањето и животното дело на голем дел наши граѓани, активни граѓани. Да мора да кажеме дека таа е на некој начин веќе предлозите се донесени бидејќи имаше јавен повик во заврши пред една недела, чина ми веќе е јасно кои ќе бидат добитниците, претпоставувам заради процедурата како што оди и не знаеме искрено, но Точно така, меѓутоа мора да имам во предвид дека еве сега епилогот е таков, но се внимавало сигурно, верувам и на тоа дека ако имаше и втор круг, би се пролонгирало и назначувањето на новиот градоначалник и со тоа манифестацијата не трпи поместување на датумот 3 ноември си е 3 ноември, значаен ден за Прилеп, ослободување конечно од фашистички окупатор и мораше, еве, сигурно властите и комисијата и членовите наши во комисијата за култура, односно за одбележување на празници и значајни настани, донесоа таква одлука да се распише тој конкурс и да се оди во позадина, што не треба да добива нити ова манифестација, нити никаков политички призвук, затоа што тоа е за сите граѓани, тоа е ослободување на сите граѓани од бугарскиот фашистички окупатор и мора да се има еден континуитет на настаните, што без разлика во кој период би се случували следни избори, без разлика какви турбуленции да има и во ова општество, и добри и лоши работи,
Таа манифестација, односно одбележување на тој ден мора да се остане во континуитет и да се празнува онака како И што верувам- си знаеме сите Така, и прилепчани. верувам дека оние што се добитници или наградени заслужено ја добиваат наградата, бидејќи тоа се наши прилепчани кои што дале се разбира свој придонес во дејностите каде што делуваат и работат. И нема да се одзема таквото нешто на Така. тие луѓе. Како и да е, вие бевте координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ при Советот на општина Прилеп. И господин Јовчевски беше дел од советниците, од претходниот советнички состав. Прашањето мене ми е, дали знаете со колку буџет ќе располагате, што ќе покрените како прво, бидејќи сепак парите се најважни за да се започне нешто. Точно така, сега во овој дел јас чувствувам потреба дека треба да одговорам. Буџетот горе-долу се движи во тие рамки во овие последни 4 години, меѓутоа сега се најдуваме во завршна фаза, односно во последни 2 месеци од календарската, односно буџетската година. Каква е состојбата, ќе се види на денот на преземање, односно ќе се утврди новиот градоначалник при преземањето, односно при трансформацијата на надлежностите од стариот на новиот градоначалник. Верувам дека овие 2 месеци ќе функционираме без проблем и како совет и како локална самоуправа и таму кон крајот на декември ќе се донеси еден нов буџет кој ќе би го користеле, односно би бил во функција на граѓаните за 2022 година. Со колкави средства располага општина Прилеп како општина? До сегашниот последниот буџет некаде околу 1,5 милиарда денари е буџетот. Тука во тие рамки се движи, тоа е ограничено, односно се конципира буџетот на општина Прилеп согласно и Министерството за финансии, таму бара и своје одобрување, што значи дека тие се рамките во кои што и еве некој нареден буџет би се движел. Ќе биде ли тешко да се остваруваат проектите со оглед на тоа што локалната власт, чинам дека по четврт пат во Прилеп е од, да речеме, ВМРО, а централната е од СДСМ и обратно. Значи се случува, чинам 4 пати, локалната власт во Прилеп да биде опозиција од централната власт. Ќе биде ли тешко да се менаџира со буџетот? Мислам дека нема да има потреба мешање на централната власт, сепак сме ние една независна локална самоуправа во доменот со распоредување на средствата од буџетот на општината. Јас лично очекував и мала ширеноликост во Советот, колку повеќе имаме представници од другите партии, че имаме по-транспарентно размислување, пошто во исто време че беше и коректор и критичар, без разлика дали се работи за плюс уште еден или двајца советници од другите представници на, не мора на партии, тоа може и независни независни кандидати, но сепак каков е сега бројот, одлуката останува да одлучуваме во Советот, се разбира со мнозинство, така да релацијата градоначалник и Совет постојано треба да функционира, да се надополнува, да се надградува и се да биде во интерес на граѓаните. Значи не е во интерес само на, како што тоа сега беше, на партиски интерес, него на ниво на потребите на граѓаните од целата општина Прилеп. Ова не е прашање, ова е сега едни размислувања на граѓани кои што сакам да ги прочитам во рамките на нашите дискусии кои што ги имаме. Вели еден граѓанин: убава и сладка е победата, но не смее да се заборави народот, тој знае да казнува, затоа штом ќе престане еуфоријата, засукување на ракави на работа, не треба да се чека 5 до 12 за да се направи нешто. Има и поздрави до вас како човек кој што како доктор и човек кој што е градоначалник сега на Прилеп. Ајде да го коментираме овој коментар. Ги засукуваме ракавите за да работиме. Уште од, како што би рекол, од првиот ден. Тоа првиот ден знаеме колку време треба и на предавање на функцијата и подготовка за управување, но сепак тоа значи уште првите неколку денови треба и засукување и извршување на сите не обврски, него тие се планови кои што ги планираме во првите 4 години, али некако што беше досега, последната година
или последните неколку месеци, да колку да му се обрни поглед од граѓаните, предизборно повторно да се добие некој политички поен. Не, туку напротив, јас мислам дека најдобро и најкоректно е кога уште од првите денови се настапува во изградба на сите други проекти кои што ние ги планиравме. Она што најмногу граѓаните забележуваат е несредените улици. Барем генерално така кај нас пристигнува информациите во текот на изминатата година. Ќе имаме ли можност да возиме низ улици без дупки? Сигурно си зададовме обврска за тоа, затоа се исправивме пред овој предизвик да бидеме носители на јавни функции и мора да ја смениме перцепцијата конечно дека јавната функција носи поголеми обврски, а не поголеми привилегии. Ние треба да бидеме во име и во служба на граѓаните, да му бидеме само помош и поддршка на секој еден граѓанин, а не да ги уживаме само привилегиите кои што ја носи таа јавна функција. Мора полека да се сменува менталниот склоп, односно мора да се сменува начинот на однесување на прво на политичарите, а понатаму и на сите општествени чинители, дека ако си преземете обврска да бидете јавна личност, тогаш мора да го правдате истото и верувајте дека право на доверба е намален кај гласачкото тело, можеби затоа се вакви бројките. Нема поправен испит, мора, како што рековте, засукување на ракавите уште од првиот ден и сериозна работа до последниот. Не користење на предизборието за да покажете колку работите, а 4 години да сте ги преспале, туку навистина да биде буквално секој ден решавање, да биде посветен на решавање на проблемите и подобрување на квалитетот на живот на секој еден граѓанин во Прилеп. Граѓаните ја дадоа довербата на вас. Ние како граѓани дадовме довербата на вас. Верувам дека ќе ги исполните ветувањата кои што ги дадовте пред граѓаните, но не само ветувањата, верувам дека ќе излезат и други проекти кои што можеби ќе бидат поприоритетни за Прилеп, за подобро живење, за посреќни луѓе на улица. И едно од прашањата кои што често ни ги поставуваа како новинари е дали ќе постои реваншизам кога веќе ќе се преземе функцијата? Јас се чувствувам тука засегнат. Очекувањата се што би направил идниот градоначалник врз работењето или неработењето на претходната гарнитура на луѓе вработени во јавниот сектор. Не, воопшто да не се грижат или да се плашат, само мора да постои една анализа кој каде и зашто одговарал, кој бил компетентен, една добра систематизација на самите работни или раководни места во склоп на општината. Мислам конкретно за општината правев. Добро, да, и општината, па јавните комунални предпријатија со оглед на тоа што локалната самоуправа под ингеренција на локалната самоуправа се јавните комунални предпријатија, пазари, водовод и така натаму. Верувам дека тука има голем број на луѓе кои што размислуваат дали ќе има некаков реваншизам. Тука паѓа и нормално и ревизија на работењето, на распоредувањето на средствата, дали оправдано или неоправдано, тоа е неминовно при превземање на секоја наредна власт, така власт функција која што како градоначалник би ја имал. Но тоа не значи дека треба да се плаши некаков реваншизам. Ако ја работел одговорно, честно и поштено, не постои причина некој да се загрижува за својата одговорност во сето тоа. Така, и за својата имена и за својата работна позиција. Верувам дека ќе се менаџира поинаку, можеби ќе се преструктурираат луѓето за да работат одредени работи во функција на градот и верувам дека Прилеп ќе добие една друга насока за да може да имаме еден развоен Прилеп кој што ќе биде пример за останатите општини во Македонија. Гордана? Јас ќе запрашам до крајот на годинава, останува уште 2 месеци. Што за тие 2 месеци или да речеме не се полни 100 дена, што е прво што би можело да се преземе од ваша страна за да може и граѓаните да видат дека еве првиот проект е тоа? Добро, имаме и ветување во нашата програма што
би се случувало во тие 100 дена, како што рековме, градежната сезона е веќе пред самиот крај, се менуваат временските услови и она што граѓаните прво би го забележале, тоа е да се подобри општата хигиена во градот, затоа ќе си бидат задолжени јавните комунални предпријатија, посебно јавното комунално предпријатие Комуналецот Прилеп, да се подобри состојбата во која што се најдуваат парковските површини, да ги подобриме некои услови на кои што ни реагира граѓаните, меѓутоа кои што не бараат да има сериозни градежни зафати, така се погоди период, во таков период се овие локални избори и тоа не ограничува за таа експанзија која што требало односно нашиот прв директен импакт и ангажман врз подобрување на условите на живот во градот. Меѓутоа верувајте дека со наредната година, односно почнувајќи од 2022 година, почнуваме со сериозни зафати, односно со сите оние проекти кои што ни беа ветени во програмата и она што како политичка понуда го дадовме, одиме и во таа насока дека пред формирањето на секоја оперативна програма на локалната самоуправа за наредната година ќе бидат вклучени сите чинители во општеството, односно ќе бидат консултирани граѓаните што тие сметаат дека локалната самоуправа треба да работи во таа наредна година. Програмата е само еден показател во која насока би се движеле, меѓутоа пак треба да се послуша гласот на народот и она на што ја потпревме ние целосната предизборна кампања е дека во секој даден момент ја консултираме јавноста и бараме мислење од јавноста во која насока треба да се движиме. И она што може да се очекува дека уште на првата седница и на конститутивната почнуваме со транспарентност, односно со отвореност во Советот на општина Прилеп, почнуваме со редовно снимање на седниците, почнуваме со директна покана до новинарите да ги следат седниците, да бидат отворени и пристапни до граѓаните, онака како што предвидува деловникот за работа на Советот на општина Прилеп, дека секој еден граѓанин е добре дојден и е поканен да учествува, односно да ја следи работата на седниците на Советот на општина Прилеп и во таа насока верувам дека подобруваме и во демократијата, односно храмот на демократијата да биде точно отворен за луѓето кои што на демократски избори даваат свој глас за представниците кои што се избрани во тој совет на локалната самоуправа и од тука сметаме дека ќе биде затворен тој циклус согласно позитивните законски одредби, согласно законот за локална самоуправа, согласно и некои општествени и морални норми кои што би требало да постојат, да се однесуваат во интерес на граѓаните. Јас сум прашање до градоначалникот. Како вие како градоначалник, бидејќи покрај чистотата на градот, покрај тоа што треба навистина да се заложите за подобрување на инфраструктурата улична во градот, она што граѓаните до нас имаат забелешки е транспарентноста. Како да се подобри транспарентноста на вашата работа, но и да бидете повеќе во контакт со граѓаните? Имате ли одредени проекти, одредени размислувања на кој начин тоа вие би го направиле на свој специфичен начин, но исто така, бидејќи сте доктор, бидејќи сте човек кој што е навистина посакуван за да може да интервенира, дали во исто време и паралелно размислувате за можноста барем одредени часови или пак денови да можете и таа работа да ја обавувате? Во интерес пак на граѓаните? Да, размислував и како ќе го изградам пристапот кон нашите граѓани во однос на тоа колку им сум потребен во разменување лично на идеи, на разговори или проблеми за решавање на проблеми. Јас сметам дека ќе бидам навистина почесто достапен и во канцеларијата, ама повеќе на терен. Секаде каде што ќе има забелешка, јас би се обратил конкретно на местото каде што се алармира за некаков проблем, а исто така нашата идеја е да бидеме многу ефикасни во давањето на решенија, односно на давањето на документации кои што до ден денеска е најголем проблем. Значи, за било каква потреба, нашите граѓани чекаат по неколку денови, да не речам и месеци, за да им се одговори или да добијат некаков документ од општината.
решавање на проблемот е со брзо, ефикасно, електронско издавање на било кој од тие документи, за да се заобиколат тие лавиринти на администрацијата. А во однос на второто прашање, дали јас дел од мојот професионален ангажман би го искористил, барем дел од работните денови, ќе се погрижам барем еден ден во неделата, се разбира тоа во разговор со и решавање со Министерството за здравство и со мојата матична до пред неколку години општа болница Прилеп, би побарал еден работен ден во неделата, дали тоа ќе биде исполнето со прегледи или дежурство, сигурно во мојот домен спаѓаат и работа во операциона сала, сигурно дека би се пронашол и во интерес на моите пациенти, до вчерашни пациенти. Да. Ние ќе останеме коректори на власта, да знаете, како медиуми, ќе ве прашуваме многу, немојте да се налутите ако поставуваме и незгодни прашања, ќе ве критикуваме или ќе ве пофалуваме, односно ќе нудиме и позитивна критика во рамките на нашите прашувања, се во интерес на поинформирани граѓани, поинформирано општество, со единствена цел заедно да делуваме да може овој град да излези од некоја сива зона и да стане град, реков, на среќни луѓе. Верувам дека ќе успееме во нештото и дека заедно како ние, како коректори на власта или спојот помеѓу институциите и граѓаните, ќе успееме да ги информираме благовремено и транспарентно за сето она што вие ни го ветивте и ние како граѓани го дадовме гласот за вашата опција. Уште еднаш благодарам господине Јовчевски што ни бевте гостин, Продановски исто така што ја... Ако дозволите во овој дел сум вака, чувствувам потреба и морам да го отворим, да сме разборувале надвор од вакви формални средби. Верувајте дека очекувано е и посакувано и таква ви е вас и мисијата да бидете коректори, односно да го представувате јавното мислење по однос на секој едно прашање, дали тоа ќе се однесува на политика, дали ќе се однесува на локална самоуправа и така натаму и така натаму. Очекувано и се надевам дека во овој 4-годишен мандат кој што предстои дека конечно Прилеп ќе добие и свој медиум, своја телевизија и дека конечно медиумите во Прилеп нема да се најдуваат во ваква незавидна позиција како што се сега и дека функцијата, како што рековме од старт на овој разговор, што си ја имате да се извршувате без пречки и да не бидете третирани вака како што сте и во овој период. Жалам што морам да го констатирам ова, но убеден сум и верувам дека сите заедно со заеднички сили и она како што рековте и со добра позитивна критика да се поправа секој еден дел, секој еден сегмент од општеството, вклучувајќи и вас како седма сила, како една од најважните сили која што функционира во општеството и треба да биде јавен сервис. На граѓаните, така. Граѓаните, точно. И од моја страна благодарам и се надевам дека често ќе се гледаме дали во нашето студио или надвор, на терен, во секој случај во служба на граѓаните. Точно така. И благодариме за поканата.